На дното на Охридското езеро, буквално вдолж целата површина, со децении гнијат рибарски мрежи. Домашните и странски експерти го вклучи алармот. Гласно бараат од надлежните институции поголемо присуство и контрола на Охридското езеро, за да се спречи нелегалниот лов на риба со километарски мрежи. Најчест плен се ендемичните видови риба, пастрмката и белбицата, бидејќи побарувачката на пазарот диктира што се лови. Треба и построга примена на законските регулативи, треба поголема координација на релевантните институции вклучени за решавање на овој проблем и по-остри казни. Бројот на луѓето кои се наоѓаат на езеро би требало на повеќе начини да биде контролиран, особено во период кога не е комерцијалниот риболов присутен. I believe there are two things we can do. One is indeed higher control and the other one is... Верувам дека има два начини на подобрување на условите. Едно е со поголема контрола од институциите, но друго е со поголема едукација на оние кои се корисници на тој рибарски алат. Добар дел од мрежите кои најмалку 3 децении скапуваат на езерското дно се полни со трулеш од риби, ракови, па дури и птици. Тие служат како стапици за рибите, тие се најчесто напластени во локалитетите каде што се наоѓаат рибните плодишта. Само за 4 дена на потегот од Светизаум до полуостровот Градиште на длабочина од 5 до 35 метри беа извадени 64 мрежи, дел од нив индивидуално поставени и обмотани околу карпите. Езерото е доста големо, доста локации со заостанати мрежи. Повеќето мрежи се на карпестиот дел, знаете, на простор кај што се мрести Охридската пастрмка и сите мрежи се зафатени за карпите. Тие не се мазни карпи, па можете лесно да извадите мрежа. Тоа ни е најголемиот проблем, а ги има скоро на сите длабочини. Дел од мрежите не беа со потекло од нашата држава, затоа овој проблем треба да се решава билатерално заедно со Република Албанија, велат експертите. Во акцијата спроведена во 2017 биле отстранети 14 километри мрежи, некои од нив обмотани дури околу пумпата за снабдување со вода на град Охрид.